Доделувањето на фешн наградите се одржаа во Лондон, а на овој престижен настан присуствуваа многу познати личности. Покрај актерката Сиена Милер и пејачката Рита Ора, кои предизвикаа возбуда со своите изданија, вниманието на јавноста го привлече и поранешната реалити звезда Маура Хигинс. Таа прошета по црвениот тепих во креација која предизвика поделба на мислењата кај обожавателите на настанот. И додека некои пишуваат дека фустанот е чист секс апил, други според Daily Mail тврдат дека е целосно промашување. Па зошто нејзиниот аутфит е толку посебен? Именно убавицата носеше необична креација од дизајнерот Роберт Вун, која ги истакнува нејзините стомачни мускули. Самиот аутфит може да се окарактеризира како уметничко дело, бидејќи не ги следи модните правила, ниту класичен крој. Се состои од бел горен дел и интересен долен дел с долниште кое комбинира два дезени. Својот стајлинг го комплетираше со преголема шапка и продзевни ракавици. Кога станува збор за шминка, на нејзиното лице беа забележливи земјени тонови, но и нежен беж кармин која нагласуваше нејзината полна уста. Во нов документарен филм за нејзиниот живот, актерката Брижит Бардо се пресетува на тешките периоди од животот, а вели дека уште страда од депресија. Таа додава и дека кога пробала да си го одземе животот, ја спасило чудо. Во филмот насловен Бардот, 91 годишната звезда вели дека до денес води битка со депресијата, а проблемите со менталното здравје во голема мера биле предизвикани од нејзината слава. Пробував да си го одземам животот и ме спаси чудо, вели актерката во филмот. На врвот на својата слава, Брижит вели дека била можно осамена и било тешко да се справи со тоа што била нарекувана секс символ. Секој утро се будам и сум тажна, признава актерката. Брижит се појавува во филмот само накратко во инсерт снимен во нејзината изолирана куќа во Сент-Тропе, обкружена со нејзините мачки и кучиња. Но низ документарецот се слуша нејзиниот глас. Брижит крена раце од филмската индустрија во 73-та година во обид да избега од љубопитните очи на јавноста и многуте скандали што ја следеа. Сепак остана активна како активистка за правата на животните. Не ми е гајле дали луѓето ќе ме помнат. Она што навистина сакам да го запомнат е почитот што ми ја должиме на животните. Како што поминува животот, толку повеќе се плашам од луѓето. Се чувствувам повеќе како животно отколку како човек, вели актерката. Брижит се прослави во 50-тите, но набрзо стана една од најпознатите француски филмски звезди. Стекна репутација на секс символ, а бидејќи нејзините филмови беа премногу провокативни за тој период, свештеници од САД и други земји ги молеа луѓето да не ги гледаат. Националниот асамбл за народни игри и песни Танец го најавува затворањето на сезоната со годишниот концерт Ритмот на душата, бојата на традицијата. Концертот ќе се одржи на 20 декември во Националната опера и балет со почеток во 19 часот и 30 минути. Ова е вечер кога сцената ќе оживее со ритмот на душата, бојата на традицијата, мотото под кое се одвива тековната концертна сезона. Подготвите се за незаборавно патување низ богатата ризница на македонскиот фолклор. На програмата ве очекуваат мајсторски изведби на антологиски македонски ора и песни, раскошна народни носи од сите краишта на Македонија, хореографски решенија кои ги спојуваат традицијата и современиот сценски израз, врвни играорци, пејачи и музичари на асамблот кои го носат македонскиот идентитет низ светот. Не ја пропуштете оваа свечена можност да бидете дел од традиционалниот празник на народната уметност, што е идентитетскиот код на Македонија, велат организаторите. Само 6,5 месеци откако излезе неговиот албум Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, Сладкаристика денеска во 15 часот на дигиталните платформи ќе го промовира новиот мини албум со 5 песни. Музичарот вели дека животот за него е инспирација и периодов има доста нови песни.
Новиот албум е со ист наслов како и претходниот, поточно е негово приложување. Интересна насловна страна има албумот, која символично одговора со неговиот наслов. Сладкаристика е сликан во училишна клупа со старите дневници кои веќе не постојат, затоа што се заменети со електронски, а на таблата се испишани песните. Гости ми се Калиопи, Пајак и Оби Трајс, кој е светска звезда. Има песни со Еминем, 50 Cent, Доктор Дре и сега со мене. Ова ми е многу зрел албум, иако не е класичен, туку EP, збир на одлични 5 песни, а самиот наслов го кажува тоа, не рече Сладкаристика. Песната Водиме е неговата втора дуетска со Калиопи. Минатата година тој и гостуваше со песната Казна на незиниот албум наречен Албум, а овој пат продуцентот Лазар Цветковски напиша нова дуетска песна за нив.